Почитувани, само од почетокот на годинава, низа сериозни, релевантни меѓународни организации и институции во своите извештаи констатираат драматично влошување на состојбите во Македонија, и тоа во најважните области. Скоро да не постои релевантен меѓународен институт каде Македонија бележи напредок. Угледниот лондонски неделник Економист ја прогласи Македонија за најмизерна земја во светот, според индексот на мизерија составен од стапките на сиромаштија и невработеност. Странските инвеститори, на кои власта им раскажува приказни дека Македонија е идеално место за да ги вложат своите пари, прочита дека земјата сушност е во друштво со Гвинеја, Иран, Венецуела и Јужна Африка. Како посебно лоша, меѓународните организации ја оценуваат состојбата со слободата на говорот во Македонија. Слободниот пат во оваа област е видлив од двата последни извештаи на Freedom House, според кој земјава забележа пат од 17 места во споредба со лани и сега се наоѓа во долната половина од листата, на 116 место. Притисоците на власта, затворањето медиуми и јавното жигосување на критички настроените новинари си го направија своето. Груевски ја одведе земјата таму каде што единствено може, во друштво на Белорусија и африканските земји. Ваквата состојба само ја потврди уште една угледна организација, Репортери без граници, која освен што констатира дека слободата на говорот во Македонија продолжува да тоне, изразува и песимизам дека состојбата наскоро ќе се подобри. Лоши оценки во оваа област Македонија во изминатите месеци доби и од Стејт департментот, како и од Европската комисија. Светот гледа како оваа власт ја води земјата во мека диктатура, а падот на демократските вредности кои ги носи слободата на говорот допрва ќе предизвикаат потешкотии во Македонија во европските интеграции. СДСМ предложи пакет мерки кои можат да ја подобрат состојбата во сферата на медиумските слободи, но власта арогантно и без никакво образложение ги одби. Следната област во која меѓународните организации забележа дека Македонија стагнира е здравството. Според извештајот на Европскиот здравствен индекс, презентиран пред Европскиот парламент, земјава има најголем пад во вкупните здравствени услуги и највисока стапка на смртност на новороденчиња во Европа. И овој поразителен податок ја става Македонија на ниво на неразвиени африкански земји и покажува на какви гранки спаднал македонскиот здравствен систем. Капак на сите овие негативни меѓународни оценки за состојбата на македонското општество е и последното истражување на светски познатата CNN, на која нашата влада и фрли огромни пари за саморекламирање. CNN ја прогласи земјава за светски шампион во невработеност и ја стави на исто рамниште со Судан, Конго, Белорусија. Почитувани, сумарниот заклучок на сите овие независни оценки за Македонија е дека државата тоне по сите параметри. Ова, заедно со истражувањето на Евробарометар, дека 67% од граѓаните на Република Македонија не ја веруваат на владата, покажува дека сите кампањи на владата, сите обиди да се представи розова слика за состојбите во државата, не помага да се подобри животот на граѓаните. Благодарам, повелете прашање. Повелете. Па, раковниот договор имаше и успони и падови во овие 11 години. За СДСМ тој е една од клучните бази во општеството, кој што гарантира стабилност на државата, и ние мислиме дека рамката што ја дава рамковниот договор е доволно широка, таа треба доследно да се имплементира, да не се партизира и политизира како што имаме тенденција со оваа власт на ВМРО ДПМН и ДУИ. Пред се мислам на неквалитетни рамковни вработувања и така натаму, но сепак сметаме дека 11 години после подпишувањето на рамковниот договор Македонија може да каже дека беше значително стабилизирана со овој важен договор. Благодарам.